Македонското земјоделство може да стане конкурентно и барано само доколку е поразлично и поквалитетно од оние во регионот, односно да се произведува на што поприроден начин. Вака размислуваат представниците на земјоделските здруженија, кои очајно се борат со се поприсутното земјоделско производство од Албанија, кое е сериозна конкуренција на македонското. Побрзо стасува и поевтино е, поради поволните природни и климатски услови кои му одат во полза. Според Ристо Велков, решение е ориентација кон органско производство. Сам дека треба се почесто да се преориентира во органскиот начин на производство, бидејќи тоа е еден сосем здрав начин на производство, бидејќи употребата на самите органски препарати, фунгициди, инсектициди, а со тоа и искрената која што ќе треба да неминовно да ја употребува во циклусот на самото производство, мислам дека ќе допринесе барем колку толку нашиот земјоделски производ полесно да биде пласиран на пазарите како во државата, така надвор и од неа. Еден од чекорите е користење на биолошки препарати и ѓубрива, кои нема да ја загадуваат почвата, а може да бидат совршена замена за арските ѓубрива, особено во услови кога се помалку се одгледува стока. Имаме се помалечок број на сточен фонд, а со тоа и помало производство, добивање на маса со органски материи. Од друга страна, тоа што ни се нуди на пазарот, употребата со органски ѓубрива, како што рековте, еве конкретно употребата на хумусна киселина која заменува во некои случаи до 3000 килограми, 3000 килограми кои што се неопходни и препорачливи на декар или 30 тона арско ѓубре заменува со 10 литри од оваа хумусна киселина. Мислам дека би требало нашиот земјоделски производител да го применува. Обидите за органско земјоделско производство во државата се почнати пред крајот на 90-тите години, а во 2004 се издаде првиот сертификат за органско земјоделство. Во моментов помалку од 1% од обработливото земјиште во државата е со органско производство, а според стратегијата за рурален развој, до 2020 година е предвидено 4% од земјиштето да е со органско производство.